Црвенкапа. Си било еднаш едно девојче. Убаво и мило како што само можете да замислите. Ја викале Црвенкапа, зашто постојано носела црвена капа што ја исплела баба ѝ. Црвенкапа живеела со своите родители во една куќа покрај големата шума, а на другиот крај, во една мала куќичка, живеела нејзината баба. Еден ден, мајката ја испратила Црвенкапа да ја однесе ручек на баба си, која била болна. Кога ја испраќала, ја предупредила да побрза и да не се оддалечува од патот. Црвенкапа не се плашела и попат застанала да набере малку цвеќе за баба си. Не ни забележала дека од зад дрвото ја надгледуваат две големи очи. Тоа бил страшниот волк. Тој пришол на Црвенкапа и ја запрашал. Што правиш, девојче? Берам цвеќе за мојата болна баба, одговорила Црвенкапа. Како ќе влезеш кај неа ако е болна? Ја прашал и триот волк. Па ќе тропнам 3 пати на вратата и таа ќе знае дека сум јас, па ќе стане и ќе ми отвори, му одговорила Црвенкапа. Волкот ја поздравил и по најкраткиот пат отрчал до куќата на бабата. Кога стасал волкот, тропнал 3 пати и кога бабата прашала кој е, тој со изменет глас и одговорил. Јас сум Црвенкапа. Бабата станала и ја отворила вратата. Волкот веднаш скокнал и ја проголтал бабата. Ја облекол незината ноќница, ја ставил капата и очилата, па легнал во креветот. Така преправен ја чекал Црвенкапа, мислејќи дека таа сигурно нема да го препознае. Кога Црвенкапа стасала до куќата на баба си и тропнала 3 пати на вратата, волкот, имитирајќи го бабиниот глас, ја повикал да влезе. Црвенкапа била изненадена од изгледот на баба си, па ја запрашала. Бабо, зошто имаш толку долги раце? За поубаво да те гушнам, дете мое. Зошто ти се толку големи очите? За подобро да те видам. Зошто ти се толку големи ушите? За подобро да те слушнам, мила моја. Бабо, а зошто имаш толку големи заби? За полесно да те изедам, заржал волкот и ја голтнал Црвенкапа. Животните од шумата, кои биле пријатели на Црвенкапа, му кажале на дрвосечачот што се случило. Дрвосечачот пак веднаш тргнал кон куќата на бабата и кога влегол, го затекнал волкот како спие. Замавнал со секирата, а од стомакот излегле бабата и Црвенкапа живи и здрави. Така завршил волкот, а бабата, Црвенкапа и дрвосечачот сладко си го изеле ручекот што го подготвила мајката на Црвенкапа.